Променливото време може да направи проблеми во земјоделското производство. На удар се лозовите насади кај кои во овој период постои опасност од појава на пепелница, но дождот и сончевите зраци може да доведат и до појава на пламеница. Лозарите да не се надеваат на добра реколта ако навреме не ги спроведат агротехничките мерки за заштита од болести и штетници. Третирањето сега е задолжително доколку лозарите сакаат да берат грозје. Се користат препарати и против пепелница, уште во првото, и против пепелници, и против пламеница, и секако за инсектицид против молецот. Би рекол дека првата заштита, односно првото третирање е и најефтино, односно нема потреба од користење на системици, кои што во принцип се поскапи, значи можат со препарати кои што се и поевтини, меѓутоа кои што делуваат секако во овој период од растот и развојот на виновата лоза. Агростручњаците порачуваат дека лозарите почесто треба да вршат проверка во лозјата, навреме да се третираат со препарати за заштита на родот. Би советувал да се консултираат со стручните лица кои што се вработени во земјоделските аптеки и да ги изберат препаратите со кои би извршиле оваа заштита. Интензивните дождови во пролет комбинирани со повисоки температури како што се најавуваат за неделава од УХМР се идеална подлога за појава на болеста пламеница. Појавата на болеста кај лозовите насади може да го намали родот и до 30%, но исто така и квалитетот на зрното. Во Штипско виновата лоза е застапена на повеќе од 350 хектари.